Значи, еве, сега ќе го кажам најсмирено што можам за поголем број луѓе да ме разберат. Мојата идеја и идејата на движење Бојкотира е да се направи без разлика на нашите политички недоразбирања, навреди меѓусебни, мислењата еден за друг, кој е каков, зашто е, треба да се направи огромен фронт уште следната недела од сите волни, желни политички партии, здруженија, активисти, не знам што, сите македонци. И јавно, преку една декларација, да ги прогласиме во име на толку и толку гласачи што ги представуваме, ние ги прогласуваме било какви да искочат резултатите, нема да ги признаеме. Тоа е единствената начин на борба против пописов. Затоа што и да се попишеш, и да бойкотираш, резултатите на Заев му се спремни. Ова не е статистичка операција. Ова е операција во која му е дадено и он на крајот на пописот ќе ги прочита резултатите. Дали ти искочил или не. Не менува таа работа. Значи, 6 пат, за да бидам најасен. Сите кои ги проблематизираат резултатите на пописот, тоест кои сакаат од денеска, тоест од моментот кој ќе се состанеме, да направиме фронт кој нема да ги признае какви и да се резултатите на референдумот, затоа што се плод на попис на окупаторска власт, нека ме контактираат мене, Петар или страницата на Движење Бојкотира. Партија, било кој политички субјект, неполитички, невладина организација, сите контактирајте не да направиме една декларација дека ние тие тој од денес не ги признаваме резултатите на пописот. Тоа е најефективната борба. Сакате разберете, сакате не. Страшна теза дека вие што го бойкотиравте пописот, сега сте против бойкот што го бойкотиравте референдумот, сте против или не сте заинтересирани за бойкот на пописот. Прво, бойкот на попис не можеш да докажеш. Значи секој ти влегува внатре дома или онлайн. Нема гласачки кутии па да речеш наполни ја, не наполни ја, ваму таму. Немаш ти увид у ничив попис освен од твојот. Ти можеш само да застанеш у зградата и да слушаш кој отвара врата. Толку ти е можност. Не можеш да знаеш ни за другата зграда, не можеш ни да знаеш ни за комшијата преку патот. Пописот е толку интимна, дискретна работа и се одвива во границите на едното семејство или онлайн, уште пострашно, што ти не знаеш всушност што се случува. Пописот денеска како што збориме, може да го имаат направено 200.000 луѓе. Ме разбирате? И вие, пошто тие се лични податоци, не можете да побарате да речете дајте сега тие формуларите да видиме ние кој се потпишал, затоа што тоа се лични податоци, не се на увид за сите. И не можеш да направиш контрола, да речеш сте пишале повеќе отколку што сте потпишале. Пошто треба да ги бараш, ако се попишале 400.000, треба од сите луѓе да бараш дозвола за да се отвори по судски пат, за да се отвори нивното досие. Значи нивните податоци од тајни, лични, да станат јавни. И тука немаш никаква можност да провериш дека се потпишале толку колку што се, нити дека се бројките толку колку што декларира попишувачот на крајот од процесот од пописот. Буквално јас ви кажувам дека денеска ова што се случува е шарада. Прво, Заев си прави попис и вика се си тече добро, а ги има веќе резултатите. Значи он после кој ќе заврши тој период за попис ќе рече да, македонци има толку, албанци има толку, значи спремни му се сега. Втора работа е овие што повикуваат на бојкот. Ако ја не сум против. Јас викам дека нема да им отворам на попишувачите. Ама тука нема кампања. Тоа зависи од тебе. Значи ти можеш до утре сабаље да викаш не отварај, кој ќе ти звртне, тогаш е моментот да видиме дали ќе отвориш дали не. Ја да сум, ако сакате од мене совет, кампањата е тотално непотребна. Еве, нека си терат. Еве, не е непотребна. Ја поздравувам кампањата на левица, но не можеш да докажеш правно колку луѓе излегле на попис
и дали резултатите се такви како што се. Значи ти можеш, она што политички може да се направи е да се соберат Левица, Бачев, кој исто има кампања, ВМРО, ДПМН и сите партии кои се сомневаат у исходот на овој попис и да искажат политички став дека резултатите на овој, еве оваа коалиција од 20 партии не ги призна, што представува толку и толку луѓе, не ги признава какви и да бидат резултатите на пописот, нема да ги признае. Затоа што е методологијата сгрешена, направено е во погрешно време, во ковид пандемија, каде што секој не може да се уклучи онака како што треба во нормални околности, со софтвер кој е несоодветен, кој видовме хакерите 10 пати го прелажаа, со VPN и со све, и значи тоа да биде политички став. И сега, у тој случај, кога ти имаш блок на партии, не Левица, не сега Левица го мери со ДПН, значи чисти политички поени. Треба заедно да застанат сите, 20, 30, 50 партии, да речам, ние што представуваме по последните избори, толку луѓе. Резултатите од овој попис што го прави Заев на врат на внос, ги рачунаме од денеска за невалидни. И тоа е политички став. За утре, кога ќе доеш на власт или кога ќе се сменат околности, кога ќе Заев биде на власт, ќе речеш ние и тогаш не го признавме попис. А сега ти да викаш попис треба да се направи, Иванка да шила по диаспората. Попишувајте се. И после да речеш не го признам. Па ти шилаше да се попишат луѓе. Значи тоа е кретенска, тоа е немање визија и немање став. Од една страна викаш попишете се, од друга страна викаш ние ќе го бутнеме овој вако. Па ако го буткате, речите на овој начин, силеџивски како што се спроведува и како што се тера несоодветно, со несоодветен софтвер, со партиски попишувачи, со не знам унапред од албанците викање ако сме под 30% нема да се вади пописот. Еден му вика дали сте договорени по овој, па не знам дали смеам да кажам. Да, 50-50 вика човек. 50-50. Значи, ова се решава не со флешмобот на Димчо Апасиев, него Димчо Апасиев, Квискович и сите други што се сомневаат у резултатите, да направат еден широк блок и што да речат од денеска резултативе за нас било какви да искочат. Значи дали 70% македонци, дали 25%, дали 40% албанци, дали 15%, не ги признаваме. Затоа што е спроведен од окупацијска власт, софтверот не чини, ковите никој нема да сака да се прими и ние предлагаме вака и вака да биде. Ама да биде тоа фронт, затоа што друго е кога представуваш толку и толку луѓе. За тебе се по последните избори 700.000 луѓе, ако се соберат сите. Дури на ти направам контрааргумент на тоа. Може?